Македонија, името татковината, а јазикот душата на македонците, порачаа денески историчари, правници, политиколози и археолози на јавната трибина организирана од Сија Виста, каде се говореше за она што државата и граѓаните го губат со спогодбата од нивици. Историчарите велат дека со овој договор во Македонија се создава нов историски контекст, пошто нема да може да се повикуваме на она што не одликува како народ. Ако се откажеме од историскиот обстој, од историскиот, културниот, националниот развој, тогаш ние веќе создаваме еден нов историски контекст. Веќе не ќе можеме да се повикуваме на она нас што не одликува историски, културолошки, па и економски, ако размислиме многу добро. Нивниот став е дека со последните договори Македонија губи својата унитарност, сувереност и основата врз која е создадена, а тоа се одлуките од Аснум. Македонија со сето ово кое се случува, со сите последни договори и обидот за нивно имплементирање во Уставот на Република Македонија, ја губи својата сувереност, ја губи својата унитарност, ја губи основата врз која е создадена, а тоа се одлуките на Аснум донесени на 2 август 1944 година. Поранешниот амбасадор на Македонија во Обединетото кралство Ристо Никовски предупредува дека доколку се продолжи во оваа насока, може да дојдат посериозни судири кои би довеле до дестабилизација на целиот регион. Интересот на секој наш граѓанин, на секој македонец е да не продолжиме во оваа насока во која упорно сме терани, бидејќи таа води во неповрат, води во бришење на македонскиот народ, а тоа не може да заврши без пошироки судири, кои не само што ќе дестабилизираат нашата земја, туку и целиот регион. На трибината се говореше за македонската култура, а беше пратена и пораката дека Македонија ги има правата како и сите други држави.